Мој втор попладневен гостин денеска. Ќе зборуваме и за музиката, за онаа специфична хеви метал музика или метал или рок музика, како сакате. Задоволство ми е што дел од попладневната програма е еден мој колега, Сашо Борисовски, познат како Оризот, познат како Зевс. Еве сега видовме и со играта на буквите дека може и Сашо Орбисовски всушност сега да биде. Сашо, здраво или добре дојде во оваа попладневна програма на телевизија Орбис. Ние имаме можност тебе секоја недела да те гледаме во емисијата Hard and Heavy, меѓутоа овој пат ќе зборуваме од другата страна, малку за водителот ќе зборуваме. Hard and Heavy има многу јубилеи и всушност ти како музичар и како водител има многу јубилеи. Повели. Пред се поздрав до сите гледачи на телевизија Орбис и голема благодарност за поканата и за прекрасните зборови што ме представи одлично во вистинско светло. Имаш право, бидејќи ова година славиме мал јубилеј, 9 години од доаѓањето во Орбис, тоа беше февруари, значи пред 9 години, значи 2005-та негде така крајот на февруари, а воедно Hard and Heavy обстојува 21 година. Започнавме минатиот век во далечната 1993 година, значи 21 година и се уште успеваме да му пркосиме на сивилото, обстојуваме. Емисијата оди, како што каже и самата, на телевизија Орбис, премиерно секој четврток во 22 часот и 30 минути. Репризата е сабота во вечерните часови во 22. Значи, и се уште значи, обстојуваме, а иначе корените на Hard and Heavy воглавно се предходно, бидејќи во 92-та година започнав прво на радио. Тоа беше истиот наслов, предпоставувам емисијата или The Triumph of the Metal беше наслово, траеше една година, исто околу 60 на минути, некогаш имавме и гости, одеше до час и половина, до 2 часа, секоја недела беше, тоа беше првото и веќе приватно радио и нешто беше новитет за на ова поднебје, поготово во Македонија, во тој подсврт звук и презентирање, негирање од останатите. Без разлика дали е на радио или е на телевизија, во овие 20 години концептот на емисијата остана идентичен. Запознавање со животот, запознавање со работата и емитување нели на композициите што ги имаат металците и хардрокерите. Па точно во право си, бидејќи гледам постојат повеќе емисии, тогаш беа многу ретки емисиите, па поготово од ваков тип и ден денес се нешто ретко. Не секојдневно, дури на Балканот и пошироко, дури во Европа, бидејќи имав можности, но затоа ќе зборуваме потоа. И емисијата си има концепт, значи сценарио, рубрики и всушност, тука имаме, започнуваме со хард-рок рубрика, некогаш, стари работи од 60-тите, почетокот на хеви металот, хард-рокот, бидејќи се е тоа воглавно рок-н-рол, се си има своји корени и мора да се вратиме на корените од блузот, од рок-н-ролот, бидејќи самата музика еволуира и се е тоа едно исто, тоа е бунтовност, пренесување на едни чувства која се користи преку музиката со социјални текстови, се разликата дали се љубовни текстовите, социјални или религиски или дали е побрза стилот или побавен или така и стилот се квалификува, па затоа имаме и повеќе стилови за сите жанрови да ги опфаќаме, односно за секого од се по нешто, односно најдоброто. Започнуваме со корените на хеви металот и хард рокот, односно со рок-н-ролот и блузот или стариот хард рок, па потоа одиме со класика од 80-тите, хеви металот, значи самото како се еволуира музиката, па имаме виртуози, херои на гитарата или господари на гитарата, и гитарата е како на еден витез што е копието, мечот, така за рокерите е гитарата, значи средство за борба и пренесување на чувствата.
Па потоа имаме готик рубрика за оние што имаат поистанчен вкус, дет метал, блек метал, тие ги оставаме за крајот, значи за поновата генерација, бидејќи самата музика како што еволуира, оди по-брутална и тоа по брзината и бруталноста се дели, но сепак ние одиме на квалитетот и овие само за оние најекстремните и најприбрливите на крајот ги оставаме. Во секој случај емисијата го фаќа вкусот, претпоставам, на сите кои ја сакаат, и нема човек што не застанал за да ја отслуша, да ја одгледа емисијата заради податоците и заради музиката што ја емитуваме, што ја емитуваш, што ја избираш од емисија во емисија. Велат новинарството е тешка задача, водителството исто така. Меѓутоа има и една категорија на луѓе кои веруваат дека благодарение на новинарството ќе им се исполнат сите животни желби. Јас, например, имав еден момент кога снимав интервју во јавното ВЦ во Витола. Тоа беше вистинска животна желба, но сепак, она што ти го работиш, следењето на работата и животот на музичките звезди, подразбира и нивно следење по сите фестивали, по сите концерти што ги прават, особено тука на Балканот. Од тука, кој беше првото, се враќаме сега назад, кој беше првото интервју или кој беше првиот концерт што телевизиски, односно како емисија, како продукција го проследи? Точно, секоја работа си бара посветеност, жртвување. Јас во животот имам еден златен триаголник кој ме води. Во животот тоа е верба, надеж и љубов. А секој си има скриени желби, уште од раното детство. И се почнува од раното детство. А најдобро е кога сонот ќе ствара ни јавност. А мене ми беше желба од самиот почеток, уште како дете, значи од школските клупи, од основно училиште, се запознав со музика од баш преку вакви не баш емисии, тогаш бидејќи беше многу тешко, немаше никакви емисии всушност, немаше ни интернет, ни часописи, едноставно имаше само една програма и преку таа една програма се сеќавам беа емитувани од битолси црнобели филмови во исто вака програма, таа беше утринска и зимска програма, и за Елвис Присли филмови. И уште од малино, значи околу 8 години, 7 овие ги пратев и се восхитував. И тоа беше всушност и првите чекори во рок-н-ролот за мене. Така. И мило ми е затоа што се си бара посветеност, жртвување. И од самиот почеток сум на музиката. Ова е за мене музика, не за некои останатите стилови денешни, например, не представуваат музика. А всушност, оваа музика нема граници, односно рок-н-ролот, хард рокот, хеви металот, тие се толку разноврстни и секој може да се пронајде. Дали спрема стилот, дали готик, дали симфо, дали класика, дали пауер, дали блек, дали дед, дали треш, има толку стилови, со секој може да се пронајде во него. И мило ми е затоа што го фати в тој период и како што растеше рок-н-ролот, блузот, хард рокот, хеви металот, па треш металот, па дед металот, па блек металот, па готик, па симфо, воедно јас растев со него и имав можност да присуствувам, значи, на сите поголеми настани и ми се оствари желбата и кога ќе видев и имавме среќа ние, за разлика од останатите, значи, бивши југословенски републики, бидејќи 15 километри се наоѓа Егејска Македонија и тие веќе беа поднапред и таму можеше да се купи винил. Тука не можеше, тоа се за гледачите да објасниме, кои не знаат што е винил или лонг-плејки, тоа се плочи. А јас имам голема колекција од плочи, околу 380, значи лонг-плеј плочи, од кои се оригинали, и кога сите одеа во Лерин да купуваат или во Солун, лимони, домати, пиперки, кафе, устери, пердиња, фармерки, јас си купував плочи. Но интересно, јас кога ќе влезе во продавница за плочи таму и останува по многу часи. И кога ќе видов ен куп растурени беа на подот на секаде, бидејќи мала беше та просторија, се сеќавам, во Лерин, во Солун беа поголеми, но почесто детме скоро секоја недела и секоја недела по 2-3 си купував. Ке ми даја пари за фармерки, јас си купував плочи. И немавме податоци, немавме информации. И едноставно
Јас преголемата љубов кон музиката, омотот кога го гледав и така ги купував почит. Значи без да ми каже, да ме посочи некој, кога има сега hard and heavy емисија и секој ти каже овој стил го презентираме, така, го промовираме и секој може да се одбери која сака група, дали од најстаро до најново. И значи слушно, ако му се допадне песната, тој веќе ќе ја бара или уште полесно сега на интернет. Similar artist, значи слични бендови на тој, ако ви се допаѓа тој правец, може да ги најдете. И пишеш, толку е достапно, толку е премногу прежвакано и затоа нема го нема тој шар, ја нема таа љубов, ја нема таа магија. Јас кога гледав плочата и ќе фатев во собствените раци под самиот омот и ме ќе псуваше омотот, значи. И спрема омотот е купува. А не знаев. Но да се вратам на прашањето додека зборуваме за емисијата и за твоите разговори. Чина ми кажа Deep Purple беше првото интервју. Всушност, првото интервју беше 94-та година во Македонија со Крис Барни од Napalm Death, тоа се англичани од Обединетото кралство, кои за прв
пати тогаш беше оформена првата издавачка, не издавачка, него промотерска куќа, Авалон тогаш беше. Значи, во се сум од самите први чекори со сите овие збиднувања, бидејќи морам да поменам, јас сум од самиот почеток, како со музиката, така со сите и дистрибутерски куќи, со издавачки куќи, со сите медиуми како што започнуваат. Значи, едноставно првиот концерт кој беше така поголем, но беше напомдет, Крис Барни во Младинскиот културен центар во Скопје 94 година, и тоа беа заедно со предгрупа со Ed The Gates, швеѓани се тие, тогаш не ни ги знаевме, тоа беше нов правец и веќе нов бенд, и се сеќавам, тогаш веќе постоеше мојата емисија од 93-та кога што почнав, значи тоа беше првиот медиум, значи после од трансфер направив од радио на телевизија, и се сеќавам, одам на Крис Барни, го гледам, поддрес беше од Челси и пиво пиеше долу во Младинскиот културен центар, и му придов, извинувам, нормално на англиски сега, да не образложувам, но ти си Крис Барни? Да, ми вели, па ти си единствениот кој ме позна, вели, кој си ти? Јас имам новинар сум, јас имам емисија Hot and Heavy, и му извини, може да направиме интервју. О, баш ми е чест, мило, одмаш, опиеш ми, вели, дај пиво, ќе направиме. Како рече, телевизиско шоу, да, ај, слободно, можеме, каде е камермано? И јас, само со себе снегаш, носим Волкменче, дури го снимав, затоа што немав камерман, буквално. И така го направив тој прв концерт. А еден од поголемите концерти баш беше Deep Purple во Александар Палас, и истото никогаш нема да го заборавам. Тоа беше околу 2005 година негде, летото се сеќавам, и во Александар Палас беше и имаше над 50 новинари. И самото влегување натре ме уплаши, бидејќи јас бев така скромно облечен, како што ме гледате сега, а другите беа со костумчиња, со кравати, но јас од секој се борам против тоа, од имиџот не го прави човек и не можеш да му судиш на човекот, бидејќи рокерите стално се маркализирани, и јас се борам против, во секој филм, во секој оние се представени како негативци. Баш напротив, рокерите се вистински прави луѓе, хуманитарци, родители, ги има и верници, верници, нормално, како секаде ги има и секакви. Но не можете да го цените човекот спрема изгледот. Точно, јас ова за мене представува огледало на душата, бидејќи што би било кога полицајците не би имале униформа, пожарникарите, докторите и така, ова како униформа, дел од мене, изборува за мене. И облеката е дел од прифаќање на субкултурата. Точно, но не може се некој негативец, демек, кога ќе ме видат ова е во црно, ау, од црните, вакви, так негативните. И влегувам во Deep Purple во Александар Палас, и ги гледам тука сите, беше Бранко Костич, Антонио Димитриевски, Иван Мирчевски, Сокол и така натака, да не зборувам, сите застанати. Си седнав јас прв, останатите сите поназад беа, така, со шулчиња, со како помлад, најмал од тие, и едноставно си реков себе без овде, аз приемено имав над 30 на прашање. И се сивам, па јас нема шанса да поставам прашање од останатите. А се си имам документовано ова, значи и со аудио, и со видеозапис, со се. И иди представникот, да, добар ден, започнува пресот, почнете со прашањата поставуваат. И гледам, никој не крава рака. Херои ги нема. Да, јас крава рака. Да, прашање ми е во на есен треба да го издадите новиот албум Rapture of the Deep, дали вечерва ќе се представите со нешто од тој материјал? И Гиган вика, види го Марио, издаде албум ќе звајме, браво, мили, одлично прашање, супер. Ови ми објаснува, дека нема, свират септември. Друго прашање, гледаме, се вртам, никој не поставил, не крива рака. Повторно јас, вие пред тоа бевте во Атлантис, воено сега ја пременувате во Репс, одите во друга Всушност пресконференција издавачка, и така натака, човекот беше запрепастен, некој други повторно, јас поставував, и другиот ден, после тоа, интересно, после неколку дена, ги гледам моите прашања, например, оти не изведувате во живо повторно, Child in Time, тој ми одговори дека не може поќе постаре, не му гласот не го држи. Ги гледам моите исти прашања во
медиуми, часописи објавени како нивни. А тие беа едноставно одени таму за хонорар. Како и насекаде. Тоа истото ми се случи и со креатор, со Миле Петроза, на таксират. И тоа беше наредната година, 2006 зими, тоа е традиционално секоја година. И таму одам, еве имам премногу пресови тука. И имаше новинари кои ја здраво, извинете, Миле. И новинарка имаше репутацијата на упадни, не спомнувам и вели, ој Миле, да не е наш македонец, не муам од Германија, ама не да не е наш некој диаспората, дека Миле се... Јас се насмеам, немој такво прашање. А кој е ми вели, шо е, овој вечер ќе свири тука ќе настапи. Треба да се следи за да се биде квалитетен. Зборуваме на тема емисијата Hard and Heavy. 21 година, 9 години во Орбис, интервјуата сите направени тука и се некако со февруарите врзува. Би сакала уште да ја слушнеме информацијата за изненаденоста кога беше на кој концерт беше во Словенија, кога едноставно се зачудија дека во еден мал град, заради тоа што нели точно, да. Со остатокот од светот и големите градови би тоа е мал град со 80 на 100 жители, дека постои воопшто емисија Hard and Heavy. Да, пред се му благодарам на Господ затоа што имав можност да проследам низ повеќе држави, низ Германија, низ Австрија, Унгарија, низ разни концерти, фестивали, на Legacy фестивал во Србија, на Калиакра фестивал,